Добро вечер. Пред 2 дена се состана Комитетот за изградба на коридорот 8 и коридорот 10D и веднаш потоа одлука на владата со која се обврзуваат да почнат проектните тимови кои ќе работат на експроприацијата на земјиштето во една динамика која би требала да значи дека почетокот на таа голема активност на Бехтел и Енка во Македонија ќе започне кон крајот на август или почетокот на септември. Одлуката беше донесена минатата година во македонскиот парламент 15 јули, откако владата одлучи со посебен закон да ги промени правилата и експлицитно да побара тоа да го работи Бехтел и Енка. Добивајќи таа потврда, ја предизвика антикорупцијската комисија да поднесе барање до Уставниот суд за толкување на законитоста на оваа одлука. Во декември минатата година Уставниот суд потврди дека се е во ред со оваа одлука. И само за 6 месеци веќе владата најавува дека оваа година ќе почне, како што велат, со исклучително висок стандард изградба на коридорот 8. Тоа би значило еден потек во кој откако влегувате во Македонија од косовската граница, по изгласаното задолжување за патниот правец Блаце-Скопје и договорот кој наскоро треба да се потпише на трасата од Тетово-Гостивар, Кичево, Букојчани и понатаму се до изградбата на делницата од Требениште, Струга, Ќафасан, буквално влегувате во Македонија и по таа линија тој коридор стигнувате до Ќафасан. Се разбира, ваквите амбиции се важни за протокот на балканскиот дел, кој инаку има оценки дека со патната инфраструктура прилично доцни и во смисла на својот квалитет и во смисла на мрежата која би требала во суштина во неголема мерка да помогне за економијата која бртоглаво се бори да стигне што побрзо до пазарите и до можноста за поквалитетни комуникации. Во меѓувреме, украинската криза промени многу од нештата, меѓутоа уште еднаш ја потенцираше важноста за таа важна инфраструктурна делта на која прилично малку размислуваа земјите, освен во своите изборни кампањи. Отворен Балкан, меѓу другото, се обидува да се занимава и со овие прашања. Се повеќе почнува да личи на единствената алтернатива во која трите земји учеснички во овој концепт се обидуваат максимум да излечат во својот триаголник и да ги подобрат можностите за размена, барем во полето во кое тие меѓусебно делуваат и потпишуваат договори. Бројките пак кои треба да покажат како преживуваме и излегуваме од големата ковид криза, од минусните салда на државата и што се случува во споредбено годините кога интензивно ковидот беше присутен и оваа година која завршувањето на првиот квартал го пречека почетокот на украинската војна. Податоците од првиот квартал го следат и резултатот на предходниот, или уште повеќе го засилуваат. Крадежништвото изгледа како да е во потполно слободен пат, иако е веројатно најважната гранка која ви означува колку во своите проекции можете да одите во растот на бруто домашниот производ. Образложението дека во зумскиот период инаку имаме проблем со високоградбата и со нискоградбата, веројатно нема да бидат задоволителни ако процентите покажуваат дека тоа е пад на повеќе од 17% во првиот квартал. Дали владата ќе умее конечно да биде добар менаџер на своите одлуки и политики и конечно ќе ги потроши парите кои им ги предвидува буџетот и за граѓаните ќе успее нешто да заврши. Дури во оваа долга најава, еве скоро ништо не реков за патот Кичево-Охрид. Тој повеќе станува символ на нашата лудост, дека за цела една деценија ние не успеваме да завршиме еден пат. Ама сме некако настрвени сега на новата приказна. Бехтел и Енка, нови стандарди, ново правило на градење, нова ефикасност, нов начин на проектирање и не останува да видиме како тоа ќе изгледа ако воопшто навистина отпочне веќе во септември. Оваа долга најава е за добро вечер на мојот вечерашен гостин, министерот за транспорт и врски Благој Бочварски. Добро вечер и благодарам за поканата. Ке ве прашам понешто и за тој Кичево Охрид, ама кога велам од малку лудости кои ги слушаме. Министре, гледав еден телевизиски извештај. Вие одите да посетите изградбата на браната на реката Отиња и гледам јас како лаик приказна кој не зна ниту каде е Отиња, ни каде е таа брана, па вие сте некогашен градоначалник на општина Штип, па тоа е
деценијски сон на граѓаните од Штип и се е тоа во ред, еве ќе успее во својство на министар нешто да направи за својата матична локална средина и однаш на крајот на прилогот вели, ама арно вода нема и сега ќе правиме план од каде ќе ја носиме водата до таа брана за која ќе потрошиме пари и ќе изградиме. Прво, не се работи за таква констатација која што, еве, јас ја слушнав во јавноста дека таму нема вода или не е предвидено да се гради брана. Апсолутно 6 децении наназад тој проект е вцртан и во генералниот урбанистички план на градот, брана на реката Отиња која што поминува низ самиот град и од секогаш било прашање кое што се дискутирало, а никогаш не било отворено како еден проект кој што ќе влезе во реализација. И сега од секаде се слушаат дискусии колку ќе има вода, дали ќе има вода, но нашите студии кои што ги имаме направено, имаме издадено одобрение за градење, имаме обезбедено средства и тој објект веќе се гради. Така што сите од оние дискусии, експерти можеби кои што дискутираат во однос на количествата на вода, како ќе се полни или дополнува таа брана, треба да бидат докажани со исто така некакви студии, проекти, проекции. Ама нели требало да бидат докажани пред да почнете да градите брана? Извинете, ама мене лаички, еве сега се решаваме тука ќе правиме. Второто не е докажано, кое што го тврдат дека сега не знаеме дали ќе има вода. Докажано е дека брана треба да има и дека таму има сливно подрачје на река. Вие во таа изјава велите, допрва сега ќе правиме планови да видиме како ќе ја полниме акумулацијата. Не е така и не сум кажал така. Апсолутно таму е проектиран таков објект, има студии за заштита на животната средина, предвидено е, има сливно подрачје. Прашањето за тој објект е дека треба да се изгради, треба да се стави во функција, треба да се наполни таа брана, да се види како ќе функционира. Така што сите оние дискусии кои што и сега слушаме, дали ќе била доволна количината на вода, дали ќе има или не, секако треба да биде докажано од исто така студии изработени со потписи и печати од одредени луѓе за да видиме дали има некој подобар модел утре на дополнување на таа брана или дали ќе има таква потреба за тоа да се направи. Браната ќе чека, а ние евентуално ќе правиме подоцна студија да видиме како тоа што сме го направиле сега можеме да го пополниме. Ние немаме потреба тоа да го правиме, но јас сум овде да одговорам на секое прашање кое што се поставува во јавноста, така што и тоа прашање беше поставено заради тоа што имало коментари по социјалните мрежи. Сега секако дека на коментари по социјалните мрежи не треба да влегуваме со такви помпи или најави дека сега треба веднаш да почнеме и да проектираме и да градиме. Ако некој тоа го потврдил, јас секако дека сакам да го видам и на хартија, потпишано, документирано со студии, со проекти дека таму нема да има вода, па сега дека треба да се дополнува тој објект и тој проект со некакви дополнителни проекти. А државата сигурно дека нема да обезбедува средства на коментари од Facebook дали сега треба дополнителни објекти да се градат за дополнително водоснабдување на тој објект. Добро, видов таму дека веќе вие имате план, еве едни велат ќе видиме дали ќе има вода, вие веќе имате план, трим, патеки, рекреација, спорт. Во мојата глава тоа е слика. Чекајте, нема вода, нема акумулација, ова е нешто ставена брана, тие веќе размислуваат околу како штипјани ќе рекреираат на реката Отиња покрај браната. Ќе се согласите дека некако треба да ставиме ред во приоритетите, апсолутно не е така, там има сливно подрачје. Браната е вцртана со студии докажано дека таму таков има објект потенцијал за да има може да се потенцијал да се направи и е во самата близина и е во непосредна близина на градот. Во генералниот урбанистички план на градот Штип е таа брана, која што сега е обезбедено средства, сите оние документации да се изгради, објектот се гради, а јас реков да, секој кој што има некакви коментари околу овој проект или овој објект, секако тоа треба да го документира, да го докаже за да видиме дали тоа држи и дали е тоа реалност или само се коментари кои што ги гледаме по социјалните мрежи. Добро. Бехтел и ЕНК. Ова е еден од првите исклучоци во начинот на кој што досега се фасилитираат тендери кога се однесува до вакви крупни инфраструктурни потези. Ова е нов начин на решавање на потегот на коридорот 8 и делом на коридорот 10D, тоа е делницата Битола-Прилеп. Никој не се сомнева, министре, во референците на Бехтел и ЕНК. Ама поучени од силните милиони кои ги дадовме со Синохидро на потегот Кичево-Охрид, па дури дека нека е на социјални медиуми,
Предпоставувам дека треба да ги земете за доволно сериозни предупредувања, кои овој пат доаѓаат од прилично неупатеност, неинформираност. Предпоставам дека по прв пат ќе користите модел во кој е секвенционирано планирањето. А кога ви велиме, добро, како стигнавте, од минатата година, од јули имате пас во собранието со гласањето на законот, вие веќе овој јуни најавувате дека ќе отпочнете август и септември. Тоа го алармира нашиот страв дека вака изгледаше како Никола Груевски мислеше дека само да почне автопатот Кичево Охрид, па еве не до сега во каква збрка се доведовме и со уште повеќе милиони кои ги потрошивме. Што е сигурноста во овој проект? Има консултант, тој овој летен период ќе треба да го потроши на завршување на преговарање околу цената и изведбата. Изведувачот е познат, тоа е Бехтел и Енка. Консултантот ќе треба да се подготви да работи во овој јулски период да заврши и веднаш после тоа да можете да стартувате. Буџетот ви издвои доволно пари. Што би можело да биде проблем, барем еднаш да речеме, еве, добро им дојде до умот и си држат до зборот дека тоа навистина ќе отпочне од септември. Па еве и во самото ваше прашање стои констатацијата дека навистина брзо се движат овие процеси во однос на изградбата на автопатите од коридорот 8 и коридорот 10D, поучени од сите овие проблеми кои што ги имаме на Кичево Охрид, нашиот обид е преку еден ваков модел на проектирање и градба да влеземе во процес да ја делегираме шансата на компанија која што ќе влезе и ќе проектира и ќе гради. Тоа е нешто кое што досега го немаме како пример овде во државата, бидејќи ние, еве, Кичево Охрид е проект кој што сами имаме грижа во однос на тоа колку време се одолговлекува, колку пати репроектиравме, колку се тие проблеми големи, заради тоа што државата настапила со свој проект, многу стар, кој што денеска не соодветствува со реалноста на терен, за да се тоа се репроектира и изведувачот не може да ја следи таа динамика да го реализира тоа кое што навистина го имаме ние предвидено, проектирано и зададено како задачка да го изреализира. Од тој аспект сметаме дека овој модел ќе даде успех и резултати, заради тоа што нема да ги гледаме после на изведувачите и проектантите како меѓу себе си праќаат преписки и дописи во тоа кој каде погрешил, а државата да не може брзо да реагира и да ги отклони сите тие прашања, имајќи предвид дека се постуваат сите прашања на нови тендерски постапки, за нови проектанти, па за нова компанија која што ќе врши надзор, за експроприација и сите тие процеси ја оттежнуваат градбата понатаму, кое што навистина прави голем проблем како што го имаме случајот со Кичево Охрид. И заради тоа тргнавме во една ваква постапка. Кога ќе ја знаеме цената која ќе успее да испреговара консултантот, бидејќи главните критики и на антикорупцијска и на оние организации кои се бават со антикорупцијските прашања беше всушност кога на едно место имате се. А тоа значи дека во раците на Бехтел и Енка го имате и проектирањето и изведувањето, тоа значи дека тие ја диктираат и цената и дека ние секако ќе отидеме на повисока цена. Која е сигурноста и кога ние ќе знаеме колку тоа чудо, современ начин на проектирање, изведување нас ќе не чини? Прво, заради тоа избравме меѓународна консултантска компанија, тоа е голема компанија која што во текот на оваа недела е веќе избрана и очекувам дека веќе по потпишувањето на договорите со јавното претпријатие за државни патишта има рок од 30 на дена да седнат и да отворат разговори. Тоа се големи тимови кои што и на техничко ниво ќе разговараат и ќе преговараат за изградбата на овие патишта во однос на проектантската вредност, во однос на цената на материјалите, за да на крајот имаме и вкупната вредност, после што ќе биде потврдена од таа консултантска компанија и ќе биде доставена во владата на разгледување. Така што во наредните 30 на дена ќе бидат клучни за техничко преговарање помеѓу компанијата која што е избрана и компанијата Бехтел во однос на цените на чинење и градбата на овие автопати. Цената во однос на Кичево Охрид битно ја крена грешките кои всушност беа направени во проектот, на некој начин
можеби тоа доведе македонската влада во прилично подредена ситуација во однос на Синохидро. Сега зашто преговарате? Тие секогаш го задржуваат правото, секоја измена вие треба да ја платите, не ние. Сега веќе и немам во главата колку тој автопат фамезно ќе не чини 1 километар, но мислам дека тоа ќе биде најскапиот автопат што сме го направиле. Зборувам за Кичево Охрид. За Кичево Охрид е досега проектантската вредност, односно вредноста на чинење кое што е утврдена е 598 милиони евра. И проектот се гради од овој аспект и од овој момент имаме ние последниот анекс на договор, немаше дополнителни финансиски средства, беше единствено за продолжување на рокот за да можат компаниите кои што работат на терен да ги завршат овие работи, но од денешен аспект не можеме да утврдиме дали нешто дополнително би се случило во текот на овие година и половина, во текот на градбата. Јас очекувам дека ова ќе биде финалната сума на чинење на овој автопат, но секако што и да се случи, овде се и надзорните органи кои што работат и ја следат динамиката на градбата. Тоа ќе треба да биде утврдено најпрво на техничко и стручно ниво, а потоа да биде доставено и до владата и до јавното претпријатие за државни патишта. Овде најмногу не загрижува рокот на градбата и сите правиме притисок да што е можно поскоро, бидејќи се утврдени средства има, обезбедени се. Не загрижува рокот кој што предолго трае на градбата. И тоа ги загрижува и граѓаните, и на вистина. Нас не загрижува ако ова значи дека вашето ветување, дека крајот на 2023 година е крајот на таа одисеја со Кичево Охрид, е нешто што сега треба да го ставиме под прашалник. Не, мене ме само загрижува фактот што одреден автопат кој што бил започнат во 2014 година, имаше потреба да биде репроектиран во сред градба од 25%. Добре, тоа се сме го разговарале. Дали од моментот кога вие ги завршувате сите позиции и велите, ова е тоа сега, нашиот има нови динамички пари план и нашата динамика е завршуваме сите сознанија кои што ги имаме денеска и нашиот притисок кон изведувачите, имајќи во предвид дека ги решивме сите оние нови инфраструктурни проекти, со паралелни пристапни патишта во моментот се решаваат, со автопатот, косините се решени и изведувачот има фронт за работа. Нашиот притисок е да овој автопат заврши декември 23 година, како што е исклучен анексот на договорот, и секако дека не прифаќаме дополнителни продолжувања на рокот, заради тоа што овој автопат согласно динамичкиот план и информациите од надзорот има можности со добра организација да биде завршен во декември 23 година. И ние нема да отстапиме од тоа и бараме да биде завршен. Само едно дополнително прашање, кој можеби не сосема на ист начин може да се прават споредби во нискоградбата и високоградбата. Податоците до кои доаѓаме од Државниот завод за статистика покажуваат исклучителни пикови во порастот на трошоците кога се работи за нови објекти и висока градба, но секако и добар дел од трошоците кои што се во нискоградбата ќе имаат корекција поради лудилото на светските пазари по секој основ. Дали тоа значи дека дури сумата која ќе ја чуеме после завршувањето на преговорите со Бехтел и Енка и ќе знаеме колку милиони тоа ќе не чини, треба да се додадат уште прашалници, затоа што никој известно сега во никакви параметри во светската економија не може да тврди дека нешто од овие луди цени во еден момент ќе сопре. Никој не можел да предвиди ниту пред една година, не мора да се враќаме повеќе наназад, дека ќе имаме вакви ценовни шокови, вакви состојби во Европа, со воената криза која што ја гледаме недалеку од нас, но и со порастот на цените на нафтата, на светските берзи, на арматурата, на железото, на бетоните, на асфалтите и така натаму, и сите оние материјали кои што се вградуваат во изградбата. Така што јас не би сакал да преюдицирам, бидејќи посакуваме да овие кризи час поскоро се решат и се надминат, за да може да се нормализира и состојбата во однос на градежните материјали. Таму каде што и во натековните објекти има таква можност со кризна скала кога денеска се занимаваме со прашањето за да продолжи градбата. Како може на ваков начин да скока цената на квадрат? Многумина сметаат дека ова е профитерство поради околностите, некои сметаат дека немаше поради мораториумот е долг период на давање дозволи за градба и дека тоа се клучните причини кои можеби особено во Скопје го дигнаа квадратот на такви сочини кои не сме можеле да ги замислиме без малку да имаме белградски цени во Скопје за квадрат стан. Кога ќе се видат податоците од Државниот завод за статистика за растот на цените,
30% пораснале цената на материјалите, 24% останатите трошоци за новоградбата и како нов момент околу 13% трошоците за плати на работниците. Тоа се заедно веројатно прави една потполно друга слика во која сега на поинаков начин ќе се калкулира еден квадрат. Само се обидувам да правам споредба дека во нискоградба не ги знаеме ние барем како јавност тие цени, бидејќи нема да си купуваме квадрати од автопатот, на крајот тоа државата ќе го плати, но веројатно во ниедно од овие приказни не одите по патека во која јасно ги знаете на крајот милионите. Никој не може да знае, еве, повторно би сакал да напоменам, какви ќе бидат состојбите и во Европа и во светот наредната година или после 2 години. Ценовните шокови како се движат ги гледаме и како осцилираат и токму поради тоа и ние се програмираме на некој начин да што е можно повеќе во овој момент инвестираме во делот на инфраструктурата заради тоа што тоа е нешто каде што сега можеме да влијаеме и да и помогнеме на економијата. Може би не можеме да влијаеме на цените на некои градежни материјали кои што се утврдуваат на светските берзи, но нашата шанса е повеќе да инвестираме во изградба на патна инфраструктура, комунална инфраструктура, изградба на стамбени единици, социјални и стамбени згради преку акционерското друштво, гасоводи и така натаму. И тоа е шанса да вбризгаме пари во економијата, а со тоа да ја задржиме стабилна и економијата во државата. Министре, ние веќе враќаме рати од кредитот во кинеската банка. Наш проблем е што ние за една деценија не можеме да завршиме еден автопат. Една од дилемите која што беше поставена е зошто волку притисок, зошто волку брзање на коридорот 8 со Бехтел и Енка? Нели е попаметно домакински да завршите една траса во која ни покажувате дека ниту можеме да се организираме, ниту можеме да затвориме еден процес, а веќе неколку години почнуваме да ги отплаќаме ратите од кредитот, вие сега тргнувате по друг пат. Мојата логика е, кога ова би му го кажале на првиот подпредседател на владата, фака би направил 2, затоа што мислам дека Артен Груби и Дуј ништо друго не ги интересира, освен ова Бехтел и Енка и тортата Коридор 8, која што поставуваат дури пред својот лидер. Сметам дека ако вие сте согласни дури да не председавате со комитетот, а сте министер за транспорт и врски, туку председава вице-премиерот за политички систем, некако ни кажува дека во ова има повеќе политика отколку што има навистина потреба. Апсолутно не е така. Сметам дека ако треба да чекаме да се заврши со изградбата на одредена делница за да започне друга, сметам дека тоа е грешна политика. Сите велиме треба да се градат патишта, треба да ги затвориме нашите паневропски коридори 8, 10, 10D и тоа треба да го направиме час поскоро. Дај Боже овој проект и овој процес да почнал пред 10 години, да денеска возиме по модерни и безбедни патишта, да бидеме пример во регионот со модерни и безбедни патишта и секако со тоа е поголема безбедност и ќе се вратат тие средства во економијата, во изградбата на нови фабрики, во отворање на нови работни места, во поголем транзит и транспорт на стоки и услуги по нашите патишта. Така што како централна држава на Балканот, тоа мораме да го направиме час поскоро. И јас сум убеден дека не треба да чекаме, не дали една година, ни еден ден повеќе не треба да чекаме за да ги изградиме овие патни правци кои што се приоритет. И сметам дека целата влада треба да го стави фокусот на ставање во функција на сите ресурси и капацитети, не само на транспорт и врски, или на ЈПДП, или на било која друга институција, туку и на сите останати кои што имаат удел. Овде се имотноправни, овде е правобранителство, овде се многу други институции, земјоделие, македонски шуми и сите останати предпријатија кои што треба да се вклучат како еден систем за да работат да ги затвориме овие патишта. Бидејќи ако грижата на сите нас е, еве, повторно ќе кажам, изградбата на Кичево Охрид и она што бавно се движи, јас сметам дека да, сега треба да покажеме како треба да се работи со изградбата на овие делници. Да, тоа е на Груевски, а ова е сега ваше и вие ќе ни демонстрирате како тоа кога вие почнувате проект. Да, ја разбирам логиката. И тој автопат е на граѓаните, но треба ние да го изменаџираме целиот процес да час поскоро биде изграден. Тимови за експропријација. За оваа делница, за која јас ја задржувам слобода да интерпретирам дека има прилично политички притисок, ова мора,
тимови за експроприација некаква сигурност дека ова кога ќе тргне, бидејќи дел по дел проектираат, изведуваат, други прават планот понатаму, предпоставувам трети, а тоа се институциите на државата, завршуваат со експроприација. Таков совршен концепт, како се вели, досега не сме виделе, а знаете зошто се сомневаме? Затоа што колку време ни објаснувавте дека не може тоа Блаце Скопје да заврши, зашто имате проблеми со експроприација. Не може да заврши зашто имаме проблеми со експроприација. Сега одеднаш кога се во прашање Бехтел и Енка и овој специјален интерес, изгледа како на трасата дека не може ни да се помисли да се има проблем од тој тип. Па не знам дали сметате дека треба сега свесно да ги забавуваме процесите, но јас сметам дека треба да направиме се, можеби нема да биде најдобриот модел, ама мораме да најдеме подобар модел од ова кој што го има државата како концепција до сега. Како што се градат патишта, еве и други типови на големи инфраструктурни објекти. Ако сакаме да бидеме успешни и да дадеме притисок на изведувачот да работи, ние мораме да ја подготвиме државата, институциите преку една проектна единица која што ќе биде поставена во јавното претпријатие за државни патишта и сите останати институции кои што имаат допир со оваа проблематика да го следат прогресот на работите и моментумот кога и која институција треба да реагира за да некој предмет или некој процес се придвижи. Имајќи го ово предвид, таа проектна единица треба да целиот процес го движи кон која институција е потребна за да биде центарот каде што ќе се слеваат сите информации. Јас се разбирам, ама тоа треба... е нешто кое што сметам дека е подобриот концепт отколку што денеска го имаме. И тоа сме го виделе веќе низ работата со години наназад, за да сега се обидуваме да изнајдеме решение за да се изгради побрзо, за да нема повторна реакција во јавноста колку време градите, зошто овој проблем, зошто кога сме се обидувале да прашаме зошто е ова се толку како Минско поле и кога ќе тргнеме да видиме чија надлежност за таила, доаѓаме до некакви неверојатни органограми во кои точно се гледа дека таквиот тип на поделени надлежности и одговорности понекогаш е измислено никој да не биде одговорен и работата на крајот да заврши, тогаш кога луѓето во администрацијата ќе мислат дека е доволно добра динамика да заврши. И од тие причини веројатно ние со право велиме дека Скопје Блацеви се наоѓа веќе во трета изборна кампања и го доживуваме како една очигледна лага и манипулација кон гласачите, иако реално проблемите беа такви затоа што институционалното поведение е на исклучително ниско ниво за реакција, за оперативна реакција. Најпрви ќе кажам дека Скопје Блаце не е трет изборен циклус, ова е 20 години проект кој што го слушам и јас дека само што не започнал се гради. На мене ми е драго што денеска првата делница се гради и е во една добра одмината фаза и привршува, да речем, градбата на првата делница, а втората делница веќе се обезбедени средства. Овие денови ќе биде потпишан договорот за кредит заедно со инвестициски грант кој што ќе даде една поддршка и помош на државата да го изгради и вториот дел на оваа делница Скопје Блаце. Треба да знаеме дека стариот проект кој што беше на располагање поминуваше низ војниот полигон Стенковец, например. Нешто кое што државата требаше да одлучи дали ќе го дислоцира, тоа е објектот национален државен интерес и така натаму, или ќе одбере друга траса. Државата веќе го направи тоа, одбравме траса која што не задира некој таков витален објект на Македонија, за да денеска проектот е во финална фаза, парите се обезбедуваат и законот е поминат во собрание. Очекувам дека во септември ќе биде распишана тендерската постапка за избор на изведувач за изградбата на оваа втора делница. Така што затоа велам, она што 20 години, па и повеќе години слушаме во државата дека треба да се прави. И патот на кај Прилеп исто така, и патот Скопје Блаце, денеска гледаме дека на терен се гради. Исто така експресниот пат од Ранковце до Крива Паланка, тоа е дел од коридорот 8 источната страна, денеска сите овие проекти се градат. И навистина ми е драго што покажуваме на дело дека треба вака да работиме, вклучувајќи ги овие проекти, односно автопати преку Бехтел, доколку стартува овој процес, ќе имаме најголемата градежна офанзива во историјата на државата. Овде правиме прва пауза за реклами. Министре Бочварски, следната сесија или средба од Отворен Балкан ќе треба да доврши, дефинира некои од договорите, мислам во формална смисла со потпишување, кои на линијата на познатите 4
слободи ќе треба понешто да дефинираат. Тоа во известна смисла ќе значи послободно движење, но и избор кој значи дека не сте на диво за работа во ниедно од соседните земји, иако до сега сте решавале дури тоа да го правите. Кога ќе решите да си одите одовде и сакате да работите на Црногорското приморје или не знам веќе каде, веќе не го поставувате прашањето, а на кој начин. Дали ова што го зборуваме и ќе го легализира престојот и работните дозволи на луѓето, ќе значи во исто време и аларм дека некои од македонските компании кои едва и успеваат да сочуваат работна сила тука, ќе бидат во проблем во таа смисла. Преку индивидуално напуштање, заменување, пробување за подобра плата да се одработи тоа што го знаат и можат. Прво, ние сме отворена економија и без отворен Балкан, но отворен Балкан е само уште една шанса да што е можно повеќе се поврземе со соседите, да побрзо транзитираат. Пред се ова го чувствуваат и транспортерите. Ако на времето во поранешната држава се патувало од една точка до друга точка, например од Македонија до Словенија, за неколку часа, денеска се само неколку часа стоиме на граница. И многу повеќе стоиме на граница отколку што патуваме. И тоа е нешто кое што денеска Европа го имплементирала и во Европа гледаме дека се патува слободно, економијата движи побрзо, а ние овде на секој 100-200 километри имаме застој на граница. И секако треба додека да дојдеме до оној момент на полноправно членство во Европската Унија, да бараме начини да подобро и полесно соработуваме со соседите. Еве, последната политика која што ја дискутираме со Србија и Албанија е наплатата на патната такса, на патарините, да можат граѓаните да поедноставно поминуваат преку патарините во соседните земји. Имаме уште многу политики кои што доправа ќе ги разговараме. Една од политиките е да ги отвориме вратите и можностите за товарниот транспорт, за транспортерите од трите земји да можат непречено да патуваат без при тоа да си разменуваме дозволи како држави, за тоа колку превози може да има помеѓу например Србија и Македонија. Но знаете дека критиките се дека најмалата економија во оваа конкуренција може всушност само да ги загуби луѓето поради привилегиите што им ги дава оваа тројна алка, а можеби во таа смисла Србија најмногу да добие. Од скоро сите пледираат на истото. Работна сила, која ќе биде клучната сигурност за било какво превземање на било каков план, на било која, дури и од малите компании. Знаете дека на ниво како граѓанин веќе се помалку сите телефонски броеви што ги имате на секој што ви е потребен за понешто во дома, вели предплатникот не е достапен или телефонскиот број не постои и ви е јасно каде е тој веќе. Големи се па тоа што ќе бараме во Европската Унија, ако помалите економии можат да изгубат многу од членството во едни такви големи организации или сојузи. Јас заради тоа сметам дека ова е убава можност и дава голема шанса за токму за помалите економии, да своите можности, ресурси, капацитети и знаења кои што ги имаме овде, ги продадеме и надвор од својата држава, за да можеме и да се надпреваруваме со соседните земји. Така што нуди повеќе можности, можеби некој ќе пронајде шансата од нашите работници во некој од овие земји, можеби и надвор од овие земји, но целта е на крајот да што е можно повеќе се отвориме, заради тоа што колку повеќе имаме отворена шанса, отворени граници, толку подобро ќе живееме и ќе го лесниме на крајот животот на граѓаните. Некои од обврските дури за оваа голема инфраструктурна приказна звучи надежно и еве ќе застанам. Тука нема да просам со дополнителни коментари. Подразбира меѓу другото и сила и капацитет за домашна поддршка во смисла на некаквите обврски кои веќе ги имаат, колку од подизведувачите треба да бидат домашни, што ќе се потроши во таа смисла, а ние се поотворено зборуваме дека тие стануваат најмалку сигурната алка. Дали всушност кога велите овој потек ќе го завршиме како што ви опишувам од влез на Блаце до излез на Ќафасан, тоа е сега трасата примерно и таа уште Битола Прилеп, значат амбиција и ангажман кој што всушност не ќе може да биде потпрен во тој обем од домашно партнерство и во таа смисла слободно ќе можеме да книжиме дека во оваа инвестиција ќе имаме повеќе одлив отколку живот на домашната
градежна индустрија и се што околу неа врзува еден ваков проект. Несомнено е дека од вака големи компании кои што работат, вклучувајќи ги овде и Штрабак како компанија, австријска голема компанија и останатите кои што ги гледаме, несомнено се плюс ново знаење за нашите домашни изведувачи и подизведувачи кои што соработуваат со овие компании, така што сметам дека и учеството и на Бехтел на нашиот пазар ќе биде дополнително знаење. Тоа сум го разговарал и на средби со коморите, со градежната комора, например, каде што и нивните очекувања се дека тие секако ќе бидат вклучени, ќе бидат огромна поддршка во однос на изградбата на овие делници и јас сум убеден дека од едни вакви големи инфраструктурни зафати ние можеме да создадеме и големи градежни компании овде во државата кои што понатаму своето знаење ќе го извезуваат надвор од нашите граници, така што ќе има верувам простор за работа на сите компании. Ние и денеска со ова што го правиме имаме многу работа на која што се ангажирани сите наши домашни градежни компании кои што работат и на патиштата и на оние комунални проекти и на гасоводите кои што се градат, така што убеден сум дека нивното знаење ќе го искористат и во овој проект. Време е веројатно за поправање на бизнис CV-то на компаниите. Ако добра препорака пред 30-40 години беше сме работеле на патиштата во Ирак или во околните земји, сега предпоставувам дека добра референца ќе биде сме работеле на проектот со Бехтел и Енка или не знам кои се. Тоа во суштина значи дека денеска овде има многу работа и се градат патишта во најголем обем во историјата во овие 30 години. И тоа значи дека ова е шанса за дома нашите домашни компании да своето знаење го искористат, не мора да одат во Ирак или во не знам каде по светот каде што работеле. Важно е да денеска ние фокусот го ставиме инвестициите во изградбата на патната инфраструктура. Друга тема. Секогаш кога сме биле лути дека замижувате во последниот чин од представата, без оглед колку таа била опасна за нашата околина, за нашето право на пристоен урбан живот, Министерството за транспорт и врски секогаш велело тоа е по закон е, стигнале до тука, ние мора да им дадеме дозволата. Зошто како млад човек, архитект, не ви е предизвик да речете, чекајте, почетокот е срамен во оваа приказна. Никогаш, откако е на власт СДСМ, не добивме идеја дека мора да го промениме правилото 30-70 во таа фамозна формулација до оформување на маркичка. Разбирате на македонски јазик што значи до оформување? Ако имате 30, имате кенев. И државата треба по сила на закон да ви ги даде останатите 70 за вие да сте се оформиле маркичка. Нели има логика дека правилото треба да се преврти? Треба да имате 70 и државата може да ви даде 30 за да дооформите. По тој принцип никош не може да се случи холидин. Прво сакам да потенцирам дека оваа влада го започна најголемиот процес на реформа во градењето и во урбанизмот и тоа е новиот закон за урбанистичко планирање кој што е донесен со најголемо мнозинство во не знам од кога. На ОМУ ќе кажат собраниските служби веројатно подобро знаат, со преку 100 гласа за. Ова со многу јавни расправи, со дебати на вклученост на сите страни, имаме најдобар закон, не сакам никош да кажам, но имаме одлично законско решение. Потоа правилникот за урбанистичко планирање се донесе исто така во широка јавна расправа со вклученост на сите институции и чинители кои што сметаа дека треба да бидат вклучени, а беа повикани сите исто така на дискусија и беше донесен и правилник за урбанистичко планирање. Третиот чекор како млад човек во архитект во оваа професија и во оваа министерство, кое што го направивме, беше да ја заштитиме фелата, урбанизмот и урбанистите, да не гледаме повеќе по еден денар изработен урбанистички план заради некакви бизнис интереси. Донесовме тарифник кој што ќе ги заштити општините од тоа да не мора да избираат вакви наместени постапки за да утре се случуваат некакви други процеси во градењето. И тоа е нешто кое што е донесено, за да денеска веќе носиме и разговараме исто така со коморите, со институциите, архитектите за новиот тарифник за проектирање на градби. За да уште едно ниво ги заштитиме архитектите. Добро, јас останувам на прашањето. 30-70 или 70-30? Кога станува збор за отуѓувањето на градежно земјиште, имаме неколку начини на отуѓување. Едното е
ова кое што го кажувате вие, кога на веќе донесен урбанистички план, дел од парцелата е собственост на приватно лице, а останатиот дел од парцелата е собственост на државата. Ниту едниот, ниту државата, ниту приватното лице не може да го реализира тој план кој што веќе е донесен, и заради тоа е донесена таа одредба. Некогаш била 50%, денеска е 30-70, заради тоа што тогаш кога била со друг процент, не можеле одредени фабрики надвор од градовите да се изградат и постоечки урбанистички планови стоеле мртви, за да собствениците не можеле да ги изградат фабриките и да се отворат нови работни места. Да знаете, Јас нема да кога се дозволам пишуваат да се закони, може да се направат исклучоци. Не сакам да дозволам само да се сведе еден закон со холидин. Не сакам не да го сведов само со холидин. Апсолутно, дискусиите во јавноста се само прашањето на холидин. Ајде да го поставиме прашањето колку работни места се отворени токму кога при таа денационализација, кога се враќале земјишта, одредени парцели припаднале на одредени приватни лица, кога се изработили урбанистичките планови. Веќе гледаме дека има одредена урбанистичка парцела која што дел е на собственик на приватен граѓанин, дел е на државата. И сега, ако го нема ова во законот, ниту едниот, ниту другиот нема да може да го реализира тој план. И зошто инвестирала општината во план? Треба да го поставиме еден чекор назад прашањето. Не како се оттуѓува земјиште. Може да разговараме и за 30-70, колку и да биде. Тоа е реформа која што пред се општините чекам да дојдат и да кажат ова за нас е штетно, дајте да го промениме. Заради тоа што располагањето со градежното земјиште веќе е предадено на општините. Ние секако сме подготвени да направиме уште една реформа и дискусија, не само во овој дел. Вие сте тие кои на крајот го продавате. Значи, во ваши раце законот, не да не се... Апсолутно, ја не велам дека ова е некој идеален модел или систем, но само сакам да кажам дека ако сакаме да имаме планирање и градење како што треба, тогаш треба еден чекор назад. Зошто бил донесен таму урбанистички план во одредена зона? Заради тоа што таму општината предвидела дека нешто треба да се реализира. Има парцела за становање, парцела за зеленило, површина за, не знам, фабрики и така натаму, и одредени други типови на намени. Ако тоа го донела општината, таа веќе се согласила дека таму тоа треба да се реализира. И сега, постфестум ние дискутираме дали таму треба да се реализира нешто или не. Тоа треба да се дискутира кога се носат плановите. И заради тоа го донесовме новиот урбанистички план, каде што ја отворивме целата постапка и транспарентноста е на многу повисоко ниво. Со две јавни расправи, со вклученост на сите. Еве имаме еден план кој што многу повторно се дискутира во Карпош. 870 забелешки има од граѓаните. Кога овие од, како се вели, градежната приказна би знаела дека на државата и дошло малку повеќе памет во однос кон јавното богатство, а тоа е тоа што на крајот го продаваат во постапка на затварање 30-70, кога драстично би го промениле пристапот и тие на сосема поинаков начин би гледале кон атрактивноста на маркичките. Дали разбирате дека вие во таа приказна сте последните и најсмешните играчи кои на крајот велат што да правиме, така пропишува законот. Вие имате латката во рацете. Од старт законот пропишува дека зборот на македонски јазик до оформува, значи дека ви недостига нешто малку. А не може да ви недостига 70%, а вие си ја градите кулата, претпоставувајќи дека државата тоа мора да ви го даде. Значи, повторно ќе кажам. Купувате две перални на плацот и потоа успевате да добивате висококатница каква што добиваат затоа што останатите 70 државата по закон мора да им ги даде. Земјиште, не збориме за објекти, зборуваме за земјиште. Кога зборуваме за земјиште, тој процес го следи процесот на урбано планирање. Ако овој закон не може да се применува таму каде што нема урбанистички план, таму каде што граѓаните, општините не донеле, советите на општините не донеле урбанистичка документација за некаков тип на градба, било каков еве. Значи тоа е пропишано таму каде што веќе општината решила дека да, овде треба да има училиште и треба некој да го гради. Дали ќе биде тоа државата, дали приватно некој ќе го гради, и сега ако парцелата е половина на приватен собственик, половина на државата, тогаш треба некој да го тоа реализира. Инаку ќе остане мртва парцела која што никој не може да ја реализира. Заради тоа е таков законот, но јас пак ќе кажам, јас не сум слушнал досега од ниту една општина реакција во однос на прашањето, бидејќи еве има цел тарифник, табелар и на
земјиште кое што се продава по пат на јавно надавање, кое што е 100% на собственост на државата. И овде во оваа ситуација имаме цела табела на секоја општина по 3 зони, во која зона, од колку е стартната цена, транспарентен процес преку електронски систем кој што секој може да го следи. И ако овие табели и овие вредности кои што се дадени овде не се добри, тогаш треба да отвориме, но не само да дискутираме за една или друга општина, туку треба да го отвориме овој процес за цела држава и да ги најдеме подобрите вредности на чинење на ова кое што вие го велите градежно земјиште, но јас пак ќе кажам, ова не го решава проблемот. Ние можеме и колку сакаме проценти 80-20 да го ставиме, пак ќе се случи некогаш да оформи парцела. Прашањето е да го подобриме урбаното планирање. Таму каде што граѓаните, тој реон, таа населба не сака да има нешто да се гради, тука тоа го веќе обезбедивме. И ова кое што го донесовме со новиот закон за урбанистичко планирање и со овој правилник, тоа ќе го видиме веќе со изработката на новите планови. И знаете сега, еве, има еден план во општина Карпош, кој што исто така имаше бурни реакции, преку 800 забелешки на граѓани има стигнато еве до нас. Кога ќе стигне од јавната расправа предметот кај нас, секако дека ние веќе кај нас е вклучен алармот во министерството и согласност за таков план нема да се добие. Инаку претходно поминува и во градот Скопје и во сите останати институции, за да на крајот се донесе одлука во советот на општината дали тој план може да помине или не. И овде сметам дека со новиот со законот за урбанистичко планирање ние веќе полека ја заштитуваме фелата и резултатите, јас ви тврдам, ќе се видат во наредниот период со новите планови кои што сега се носат. Јас не можам со закон да ги укинам плановите кои што биле донесени во 2012 преку тие ноќни седници, но таа цена ја плаќаме сите ние денеска и за тоа се боревме, против тоа се боревме. Само кратко, треба да одиме на вториот блок реклами, некако е овдека прашањето станови. Становите за кои што ги гради државата, околу 850 се така за во моментот се градат во повеќе градови. Дали ова зашто претходно зборувавме како бројки и математика исто така ќе го зголеми и тој квадрат кој што државата го гради и го дава во социјалните станови? Во овој момент не заради тоа што тоа е утврден со преку тарифници кои што се донесени на влада, може би цените на чинење во идниот период, доколку се покачат на изведбата на становите, на изведувачите кои што ги градат, односно сметките кон акционерското друштво за стопенисување со стамбени деловен простор се зголемат, тогаш може би ќе треба и да се зголеми и цената на чинење на квадратот. На овој момент таква работа не е планирана и сметаме дека во овој момент закупот или изнаемувањето на ваквите станови, давањето под закуп ќе биде по тие цени како што се утврдени со тие тарифници. Пауза за реклами. Министре, неколку месеци од почетокот и на вашиот нов мандат кај Ковачевски и првиот мандат на колегата од другата страна на границата Николај Сабев беше посветен на идејата на Петков дека сега ќе видиме една друга изведба на соработка и таа ќе не донесе до побрзи решенија. Нешто што заврши како конечно и последно и требаше да биде символика на почетокот на тој друг тип на соработка, сега веќе е ад акта, тоа е авионската линија Софија-Скопје. Дел од напорите барем во вашата работна група, може би придвижија во некои од сознанијата по кој пат и со каква динамика ќе се движат некои од одлуките. Не знам како работите стојат кај бугарите, сега е дури непристојно да ги прашувате влада во оставка дали превзема некакви обврски, но вие се држите на планот од условно нашата страна дека и тоа што е најтешката и најдолгата приказна сега влегува во некаквиот свој финиш. Зашто точно сега се одлучивте во оваа фаза дека јас мислам дека тргнува во реализација? Со владата на Кирил Петков и еве колегата Сабев од страна на Бугарија имавме доста и комуникација и соработка и посебно и во време на овие кризи кои што се случија, малку дискутиравме и на темите на порастот на цените, како тоа го решава Бугарија, како тоа го решаваме ние овде.
Така што во однос на прашањето на железничката пруга, например, во однос на прашањето на граничниот премин Клепало, е исто така една од политиките во делот на инфраструктурата и прашањата за иднината. И сметам дека и оваа влада и можеби некоја идна во Бугарија, без разлика тоа кога и како ќе се формира, сметам дека треба да ги продолжи овие процеси заради тоа што нашите проектите на транспортот, поврзувањето значат подобра иднина за граѓаните. И од тој аспект ние еве во текот на месец јули ќе склучиме договор со компаниите за изградба на железничката пруга кон Бугарија. Веќе се завршени сите процедури, избрани изведувачи на прва и втора делница и на една од делниците на коридорот 10, со што некаде околу 200 милиони евра инвестиција веќе ќе се вбризга во изградбата на оваа инфраструктура, која што е многу значајна за двете земји, јас сметам и за регионот, заради тоа што тој е дел од коридорот 8. Ако немаме одржливост или стабилност и еднаква посветеност на договорот, третата делница на крајот ве пресретнува во најтешкиот и најскапиот тунел, уште не сте се договориле од која страна ќе биде преминот, сега ова се малку како естрадни детали, но во еден момент граѓаните во Македонија ќе ме прашат: добро, зошто ние би влечеле, зошто ние би издвојувале волку пари, зошто ние би оделе во ваква динамика, ако тоа кај бугарите или од нивната страна е, малку тргнеме па застанеме, малку многу зборови па ништо дела. Тоа е ситуацијата со Клепало, да речем. Заради нас, заради тоа што на нашите граѓани денеска повеќе од било кога им е потребно да имаат уште една можност за товарниот транспорт, например. Не е само патничкиот транспорт во железничкиот сообраќај, товарниот транспорт, каде што ќе се понуди можност за нашите производи да побрзо, побргу, поевтино стигнат таму каде што се испорачуваат од државата. Граничниот премин Клепало е нешто кое што ние нашата задача ја имаме завршено, на потека е бугарската страна. И тоа кое што го добив тогаш како информација од нивниот министер е дека по завршувањето на тие студии, бидејќи се работи за планински предел, студии за животна средина, како и да се наречени во Бугарија, треба да се влезе во постапка за избор на фирма за изградба на 13 километри пат до границата со Македонија. И тоа е нешто кое што очекуваме од нив. Прогрес и напредок, ние сме овде подготвени и чекаме да го завршат нивниот дел од задачата. Што се однесува до пругата? Ќе ни требаат пари да го поправиме тоа што веќе се руинира затоа што чека другата страна кога кога станува збор за железничката пруга, ние имаме повеќе работа и ние како што го дадовме нашиот приоритет, потешка траса и повеќе километри за изработка на железничка пруга до границата, така што ние веќе сме влезени во тој процес и како што и ветивме пред граѓаните пред нашите граѓани, тоа е веќе нешто кое што влегува во реализација и во текот на ова лето се потпишува договорот и веднаш ќе бидат воведени во работа компаниите. Многу е важно дека исто така уште еден огромен, најголем инфраструктурен проект во железничката инфраструктура во независноста на државата ќе биде овој проект, кој што исто така денеска го започнуваме и навистина ми е драго што одглавивме уште едно важно прашање за граѓаните на државата. Што значи тоа денеска во нека метафорична смисла? Значи или во буквална смисла, денес, утре? Значи дека ако 20 години знаете колку кампањи се збореше таа пруга за Бугарија. Договорот го потпишувате? Не, реков во текот на месец јули. А дека веќе денеска сме подготвени да продолжиме со градот. Се разбираме. Маркова нога. Една од причините зашто рековме ова е почеток на некаков напредок, друга соработка, други позиции. Тоа исто така една срамна слика каде што гледате пат и тој во еден момент тука застанува и сведочи за лудоста, глупоста, отсуството на ималку памет, разбирање и соработка. Тоа е во најдобриот предел покрај Преспанското езеро, околу кое може да се концентрираат повлекување на многу пари од регионалната соработка, од европски фондови, ама така ние и грците очигледно седиме и наблюдуваме кога ќе дојде тој момент да можат заеднички да завршат една приказна. Што со Маркова нога? Има веќе тимови на двете држави кои што работат на креирање и отворање на овој граничен премин. Во Министерството за транспорт и врски е постапката за урбанистички план за изработка на овој граничен премин на нашата страна, со што
преку Агенцијата за планирање на простор веќе се работи на тој урбанистички план, инаку тие процеси ги водат пред се Министерството за надворешни работи, царинските управи, МВР заради сите оние гранични контроли, а ние сме вклучени во овој дел и ние тоа го работиме, така што тимовите работат овде, но тоа се процедури кои што ги има и во двете држави. Урбанизацијата е процес кој што треба да биде таков каков што е, заради овие сите дискусии претходно што ги имавме, не смее да биде пребрз процес. Ако биде пребрз процес за еден граничен премин, за да се испланира еден ваков проект или урбанистички план, мора да поминат јавни расправи, студии за животна средина и сите оние проекти, и тоа мораме да го направиме и ќе го направиме за да конечно биде отворен. Сметам дека има волја и од двете страни и дека овој проект непречено тече и се работи. Но би сакал да споменам уште еден проект, а тоа е проектот Битола Кременица, односно железничката пруга, на која што пред неколку недели веќе заврши целата постапка и процедура и веќе издаден технички прием за оваа железничка пруга, пуштена во употреба практично. И овде очекуваме двете држави да Министерството за надворешни работи ги отворат постапките за повторно воспоставување на оваа железничка линија како уште една можност за поврзување на граѓаните од двете земји. Ништо не слушнавме во постапка подоцна. Замина владата го разреши, директорот на Македонски пошти дојде некаков нов за кој што верува дека постабилно ќе ги менаџира и внатрешните односи и приказната со Македонска пошта, но прашањето кое некои луѓе ги однесе и до притвор и до постапки во обвинителството е колку и што владата работи на тој проект и кои се вашите претпоставки кога ќе стигнеме до ситуација на тендерирање и евентуално изборот, што всушност сакате да направите со Македонски пошти? Она што во овој момент владата го има на располагање, тоа е изработена физибилити студија со одредени насоки за тоа по кои принципи и основи треба да се движи оваа компанија Македонски пошти во идниот период. Преку сите тие процеси ќе дојдеме до едно подобро предпријатие кое што ќе биде покомпактно, подобро и со повеќе услуги за граѓаните. Истото овде кога го зборувам за пошти, го зборувам и за Македонски железници транспорт. Да скокнете од 19 век, начинот на кој што функционира Македонската пошта директно во 21 век и некако да ставите некаков друг надпис од типот ова се канадски пошти, мене ми изгледа како кенгурски скок, но добро. Да, но тоа се процедурите кои што мораме да ги поминеме. Не зборувам за процедурите, туку зборувам за отсуството на идеја сите овие години да упропастите еден, како се вели, исклучително важен сегмент, тоа е сведоштвото за нашите 30 години отсуство од времето и на времето се менува, треба да ги следиме новите текови трендови. Јас сум убеден дека во многу други земји ваквите процеси на реструктурирање на овие компании, овде зборувам и за пошти, можеби утре и за Македонски железници транспорт, да бидат процеси кои што ќе бидат копија на некои од околните, да речем, земји од Европската унија кои што напреднале. Од еден систем преминале во еден друг систем. И убеден сум дека така и подобро ќе функционираат. Прашањето е на експерти, на стручни мислења како да дојдеме до тоа, дали преку еден, друг или трет модел, заради тоа се изработуваат и тие постапки и тие студии, за да владата може да одлучи правилно во однос на вакви големи значајни компании кои што се суштински битни за државата и тоа верувам дека во наредниот период ќе дојде и на дневен ред во владата, имајќи во предвид сите овие процеси кои што денеска се случуваат во државата и енергетска криза и сите овие проблеми кои што несомнено ги имаме, на дневен ред според мене треба да дојде и прашањето за Македонски пошти и за Македонски железници за да изнајдеме подобар начин на функционирање на овие предпријатија. Ние сме пред крај на емисијата, го чекаме евентуалното вклучување од владата, каде што би требало на пресконференција да се појави премиерот Ковачевски, колку што успевам да видам, се уште колегите се таму, но нема никој од овие кои треба да ја одржат таа пресконференција. Ќе останеме уште малку во студио на нашите теми. Летен период и тогаш ни доаѓаат на ум две работи. Прво,
колку ќе не чини на овие патишта кои нужно ќе ги поминеме ради заминување на годишни одмори, што подсетува на прашањето дали воопшто имаме намера да го промениме принципот на кој што наплаќаме на патарините. Иако ми се чини дека прашањето без оглед како плаќаме, цената секако нема да биде пониска, тоа се главните приговори. Зошто не паметно управување со поминувањето на трасата низ Македонија и плаќање директно од телефон или друг начин? Толку ли е важна таа војска која што мора да биде на автопатите, патарините? Жалам, но многу ми не коментираат дека вие нема да се откажете од овој модел, баш поради тоа што тоа е едно фино предпријатие кое вработува многу луѓе. Прво не е така заради тоа што државата не може на секои 2, 3 или 4 години да го менува начинот на наплата на патна такса. Исто така и за овој модел кој што денеска го имаме во државата е направена студија со своите видувања од таа студија, државата ја усвоила, веќе се обезбедени средства за реконструкција на сите патарини, тие веќе се реконструирани на коридорот 10, сега веќе се работи на патарините на коридорот 8, каде што се нудат многу можности за побрз проток и транспорт преку овие тагови кои што можат да се набават, преку смарт картиците за побрзо и поефикасно поминување и да не гледаме колони по патарините на патиштата низ државата. И тоа е нешто кое што навистина е политика која што е констатирана во претходниот период и сметам дека не е во ред на секој 2, 3 или 4 години да дискутираме за нов систем на наплата на патна такса. Како и да е, дискусијата е секогаш отворена. Јас сметам дека има различни можности, ги гледаме во земјите од регионот, за некои тие системи се полоши. Со винетките, заради тоа што тука не е праведен системот, заради тоа што ги израмнувате оние кои што малку патуваат, со оние кои што повеќе патуваат, но дискусиите се секогаш отворени и можеме да дискутираме на овие теми. Важно е да средствата кои што се прибираат од наплатата на патната такса да се инвестираат во изградбата на патиштата и драго ми е што веќе насекаде ги гледаме изградбата на новите патни правци и експресниот пат Штип-Радовиш, каде што не се наплаќа патарина и Штип-Кочани, кој што е при самиот крај на изработката, патот кон Прилеп исто така е експресна делница, многу тешка, каде што пред само неколку недели се проби првиот тунел, се работи веќе на вториот, се градат мостови и тоа е нешто кое што ми дава надеж дека ние можеме да брзо ги изреализираме сите овие многу значени големи инфраструктурни проекти и да дадеме шанса за побрз развој на економијата, на секако поголема безбедност на граѓаните. Само за крај кратко, авиосообраќај, ние немаме потенцијал да бидеме сериозни играчи, ниту да бидеме важен конектор, ние секако не можеме да бидеме Белград, ние не можеме да бидеме Софија, но дали нашата тажна приказна дека нашиот максимум може да биде Висар? Ние можеме да имаме и повеќе од 2,7 милиони патници годишно. Тоа го достигнавме како најголема бројка на патници во 2019 година, пред почетокот на пандемијата, кога нагло се намали бројот на патниците поради затварањето на границите. Денеска веќе во Министерството за транспорт и врски работиме на креирање на новиот повик, каде што сметам дека подобрата варијанта е да биде отворен повик, каде што ќе можат не една, туку повеќе компании да се јават и да се врзиме не за компании, туку за дестинации. И секоја онаа компанија која што ќе може да понуди дестинација која што е поволна и потребна за граѓаните, да државата овде излезе и да даде подршка. Ова го координираме и со Европската комисија и со Агенцијата за заштита на конкуренција, за да сме конечно убедени дека ова е правилниот систем и модел, со што на крајот ќе влеземе во овој процес. Дека можеме да добиеме повеќе превозници во зависност од тоа кој за која дестинација аплицира и која е најприфатливата понуда? Да, ќе може да се јават повеќе превозници. Јас ќе разговарам тоа не е еден пакет во кој што го избираме превозникот, туку ги избираме дестинациите. Така е, разговараме во овој период со многу превозници, се јавуваат и сакаат да се јават на овој повик и од регионот и од Европа, и добро е да отвориме што е можно повеќе дестинации и убеден сум дека овој максимум кој што го достигнавме од 2,7 милиони патници, дека наскоро веќе во 2024 се нашите проекции дека ќе се доближиме и ќе го надминеме.
Добро, веројатно треба да прашаме некои од здравствените власти, кои од таму веројатно се уште не го знаат точниот одговор, дали повторно ќе живееме такви нови кругови на нов ковид, на нови затварања, што веројатно би било сериозен удар на секој план, дека од нешто е возможно да се излезе и да се гледаат нагорните параметри во секој од приказните за кои што вечерва се обидовме да поразговараме. Пресконференцијата се очекува, нема најава во овој момент дека некој пристигнува во салата во владата. Министри, јас ви благодарам што бевте мој гостин на последната отворена програма на телевизија Телма за оваа сезона. Ние се гледаме повторно од септември. Благодарам на поканата. Благодарам, останете на фреквенцијата на Телма. Веднаш кога ќе почне пресконференцијата ќе се вклучиме, таму е нашата Тамара Гранчаровска. Пријатно.